Целата документација за случајот Империја е сочувана. Ништо не е уништено, велат од специјалното јавно обвинителство за 1 ТВ, откако низ медиумите се прошири веста дека во зградата на СЈО се случила поплава. Обвинителката Лиле Стефанова направила увид во документацијата на предметот и потврдила дека ништо не недостасува. Тоа не е поплава како што пренесе медиумите, туку се работи за прскање од пукната цевка за парно. На дел од документите испрскало малку вода, но сите документи се скенирани и сите постојат. Се е сочувано. Обвинителката Лиле Стефанова, што тука ги провери документите од предметот Империја и утврди дека ништо не недостасува. На документите за другите случаи се прави проценка, а доколку има нешто оштетено ќе се бара обновување, бидејќи се работи за надоместливи документи добиени од институции. Во случајот Империја кривично се гонат 13 лица, меѓу кои бизнисменот Јордан Камчев, неговите соработници Ненад Јосифовиќ и Цветан Панделески, како и Сашо Мијалков. Тие се сомничат за злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службената положба, измама и перење пари и други приноси од казниво дело во периодот од 2002 до 2013 година. Во последното гостување во Правда и неправда, обвинителката Лиле Стефанова рече дека истрагата за овој случај е проширена. Случајот 300 денеска почна од почеток, а од СЈО вела дека денешниот случај нема да влијае на судењето, бидејќи потребните докази се процесирани. Во случајот Шпион, кој исто така е вратен на повторно судење, осомничени се 18 лица за злосторничко здружување, шпионажа, уцена, измама и недозволено поседување оружје.